Иако кога решивме да го посетиме Валандовскиот земјоделски регион, времето беше облачно и врнежливо. Тоа не представуваше проблем да дојдеме во Валандовското село Јосифово, да се видиме со мештаните и да видиме како тие живеат денеска. Работев во фабрика во конфекција до 96 година. После тоа веќе дојде до трансформација, распад на фабриката и останав на земјоделието. Имам негде околу 2 хектара земја. Од тоа ми е посејано 11 декара маслинки и негде околу 4 декара имам лозарство. Бех регистриран земјоделец, така да 4 пати аплицирам за државно земјиште. Никако да дојдам до тој дел и пред 15-20 дена откажав фирмата, земјата и сега сум преку завод за вработување невработен. Јас и супругата и 3 керки имам, никој не е вработен и сега сум социјален проблем, нели? Колку имаш? Инаку имам посејано 420 корена. Колку имаш до сега инвестирано, колку треба пари да се подигне? За самите надници, садници ме коштат негде околу 2500 евра. Само садница, а плюс тоа веќе култивирање, па прскање, па копање и така. Меѓутоа, за државното земјиште, ако ми го даде, може ќе тргнах напред, може ќе сработише нешто како и да било. Твоја лична земја имаш нешто? Во моменту немам ништо моја лична земја. Имав земја земено само и само за да стекнам право да бидам осигурен, да имам право да учествувам на тендер со цел да добијам државно земјиште. Рече дека се во завод за вработување. Нели е срамота да си да живееш на село и да се и случајен случај? Па срамота, ама што да правиме? Кај да одиме? Што да правиме? Ај кај да одам? Давачките не ми се платени. Година и пол дена бех регистриран, давачките не се платени. Колку пари да речеме борчиш на државата за пензијско здравство што немаш платено? Да, борчим негде околу 6-7 000. Правите земјоделци, не можат глава да дигнат. Кој е видел од земјоделие? Лепчето анџек да си го заработиш, кадар толку да вртиш душа. А више и душа нема. Кај ќе одиш? Минатата година колку килограми маслинка набра? А минатата година набрав 4 тона и 650 килоташа. Па право да ви кажам, маслинката се од самото дрво приликом брањето, она испод 90 динар не би требало да биде. Планираш ли да ги прошириш плантажеве па под немам маслинки? више, немам површина, таа е 2 хектара од родителите што ми е раздадена, таа е работам, немам друга земја, иначе не е лошо да се прошире. Овие се тие маслинки од Валандовско, од селото Јосифово, каде што многумина велат дека од овие маслинки може да се заработи просечна плата од 20.000 денари.